Почитувани гледачи, добар ден. Добро дојдовте во уште една емисија на Маја готви. Јас и Бонит ќе бидеме денеска ваши домакини, а јас ќе се обидам да ви понудам неколку рецепти кои доаѓаат во моите омилени тегли. Ви кажав дека многу сакам да ги користам теглите. Теглите ми се една од најомилените алатки во кујната. Во нив правам се. Правам доручеци, правам ручеци, знам да спакувам храна, знам да готвам. Во нив ви покажав во претходните емисии една лазања во тегла, а денеска ќе ви покажам 3 оброци кои може да ги направите во тегла. Некои ќе бидат само составување на рецепти, на веќе подготвени намирници, а некои ќе бидат оброци кои ќе ги правиме во теглата директно и ќе ги печеме во теглата. Ќе ви направам 2 доручека, едниот ќе биде со овошје и благ, другиот ќе биде омлет класичен кој може да го направите во микро, и ќе ви направам прекрасна песто паста која можете да ја понесете на работа, а се прави, верувајте, за 5 минути. Се надевам дека ќе ви се допадне мојот избор, а вие ќе се охрабрите да ги направите рецептите и да бидете звезди на работа или вашите деца да се ги изненадат другарчињата во школа со готов оброк спремен во тегла. Се гледаме наскоро во кујната. Аз ќе уживам уште малце. Бони! Денеска ви ветив 3 оброци. Овие 3 оброци се прават, верувајте, за 15 минути, доколку ги правите паралелно. За да ви докажам дека тоа е така, ќе ги правам и јас паралелно. Денеска ќе подготвиме 3 оброци во тегла, ручек, доручек и вечера. Доручекот, барем јас така го сметам дека е доручек, е омлет. Вечерата ќе биде прекрасно овошје со јогурт и со мед, и за ручек ќе ви направам прекрасни тестенини во тегла. За да ги подготвиме сите овие јадења, потребна ни се еден вариетет на намирници. Но ќе ги работиме паралелно, за да видите дека вие можете на вистина да подготвите доручек, ручек, вечера по 2 тегли за целото семејство и тоа да го направите на вистина за 15 минути. За овошјето ќе искористам убави есенски јаболки, доволно ни се само 2. Јаболките ќе ги сечеме на полумесечинки и ќе ги ставиме малку да провријат. Ќе сакаме малку да омекнат, бидејќи многу ни е важно кога ќе ги ставиме во теглата да не потемнат и да не бидат цврсти. Ќе добиеме некаков си пудинг практично од различни овошја, кој верувајте дека ќе ви се допадне на вашите најмили, можеби да биде како десерт, зависи што ќе го искомбинирате. Јас денеска ќе го искомбинирам со киноа. Баш ми е модерна киноата овој период. Ја обожавам како житарка, бидејќи ми е многу неутрална и можам да од нејзе да правам и благи, и солени, и секакви храни. Водата веќе врие. И ќе ги ставам јаболката да провријат 4-5 минути. Нема да додадам шекер, бидејќи сакам да биде баш здрав оброк. Додека моите јаболки вријат, ќе ги подготвам печурките. Второто јадење што ќе го подготвам ќе биде омлет. Омлетот сакам да го направам во неколку начини, меѓутоа во микро. Потребни ни се 2 тегли. Во нив ќе оди омлетот, во нив ќе ставиме печурки. Овој омлет ќе биде со печурки и со црвена пипарка, меѓутоа направени на малку поинтересен начин. Ќе земеме од нашето масло брилијант. И теглите убаво ќе ги прелееме од сите страни, бидејќи директно во нив ќе го готвиме омлетот. Во нив најпрви ќе ги ставиме печурките и пиперката за да се омекнат. Имаме една пиперка, доколку правите 4 теглички за целото семејство, може да искористите повеќе пиперки. Мене ми е доволно сега една. Ја поделам во 2 тегли. И ќе ставам по неколку печурки. И ги сетнам многу тенко, бидејќи ќе ги пуштам на почетокот на едно 4-5 минути самите во микро, за да го почнат процесот на готвење. Цело време јаболката на око, не сакате да добиете каша од јаболка, туку само омекнете јаболка.
Не се плашете што ќе добиете куп од печурки, тие ќе испарат и целата течност од нив ќе се спласнат доле за да можеме да ги ставиме или подозгора омлетот и јајцата. Така, ќе ги притиснеме. Ги им ставиме повторно малку масло. Ќе ги засолиме, ќе ставиме црн бибер. Тегличките одат во микро, околу 5 минути на висока температура за да започне процесот на готвење. Додека нашите теглички се подготвуваат, ќе го подготвиме јајцето. Потребно ви се 6 јајца. За оваа количина ви се потребни околу 6 јајца. Вие ако правите 4 тегли, ќе употребите дупло количина, односно добивате по 3 јајца во тегличка. Проверам. И уште. И ги изматиме јајцата. По неколку процеси ќе го правиме ова, значи најпрвен ќе ги запржиме печурките и пиперките, потоа ќе го додадеме омлетот, на омлетот му треба повторно околу 5 минути, па ќе ги извадиме теглите и ќе додадеме кашкавалот дозгора, ќе го запечеме. Ќе имате совршен класичен омлет. Многу често омлет го правам со брокола. Броколата ми е една од омилените додатоци кои можам да ги ставам во омлет. Ставаме сол, бибер, и ставаме неколку лажици кондензирано млеко. Млекото го ставаме за да му даде така малце една по-свиленкаста структура на омлетот, бидејќи омлетот правен во рерна или во микро и е така малку подрвенаст, а млекото ќе му даде по-свиленкаста текстура. Мојот омлет малку ќе одмори со кондензираното млеко, додека заврши печењето и пржењето на пиперките и на печурките, а јас ќе подготвам, кога го подготвам третиот рецепт. За да го подготвиме третиот рецепт, потребна ми е една малце поголема тегла. Јас сварив однапред макарони. Вие можете да ги сварите во периодот додека ги подготвувате другите рецепти. Сварив виткани макарони кои малце ќе ги оживеам со малку пропржување во масло. Најпрвен ќе ги извадам моите јаболки, бидејќи се готови. И на истата загрејана рингла ќе ставам под нашето брилјант масло. Додека нашето масло се стопли, би сакала да ви кажам дека брилјант рафинирано сончогледово масло со најголема биолошка вредност од сите масла за јадење наменети за широка потрошувачка. Неговата голема застапеност се дължи на пријатниот мирис и вкус, стабилност и големиот процент на линолна масна киселина која е есенцијална. Нашето масло се стопли. Ќе ги подпржиме во масло, бидејќи сакаме да останат свежи. Секоја тестанина кога ќе заврши процесот на варење, доколку сакате да го завршите процесот на варење, односно да не ви се слепат, може да ги пропржите во малку масло. Тие така може да останат ладви подолго време и да ги користите во најразлични салати или во овој рецепт. Ќе ги оставам да се стоплат и ќе го подготвам сосот. Значи, овие тестанини ќе бидат песто тестанини. Пестото е сос кој се прави од пиньоли, се прави од пармезан и многу босилек. Јас, бидејќи немав денеска можност да ви го сготвам, некој од следните емисии ќе ви го покажам, си купив готов. Можете и вие да купите готов, бидејќи сакаме да го скратиме времето за готвење. Секогаш сосот го ставате најдоле, бидејќи доколку се измеша со останатите состојки,
може да го започне да ги згмечи, да им направи да не изгледа убаво теглата, ние сакаме да имаме и совршен изглед. Значи моето песто е најдоле во тавата. Моите тестенини се веќе готови и ќе ги префрлам во пестото. Значи, пестото најдоле, даѓа слојот тестенини, доволно за еден оброк. Одозгора ќе ставиме томатини, бидејќи томатините прекрасно ќе одат во комбинација, затоа што се свежи, одлични се во комбинација со пестото и со тестенините. Ги ставиме на половинки, ги ставаме најгоре, бидејќи доматот има внатре вода, доколку ги ставите во пестото ќе ви го разлигават, затоа тестенините ќе служат како еден вид мост помеѓу сосот и доматите. Ставам уште неколку. Многу често знам да го подготвам ваквиот сос, ги правам најразлични тестенини, ги правам со туна, ги правам со босилек, само со бела паста која е направена со маслиново, во која стоен лук. И најдоброто нешто од сето ова е што вие можете комплетно да го извадите капачето, никогаш немојте да заборавите, бидејќи доколку го ставите со се капаче во микро, може да направите една експлозија. Кога ќе бидете на работа, кога вас ќе биде студено, само теглата ќе ја ставите во микро, тањерот врз теглата, ќе го превртите и целите тестенини ќе добијат тој прекрасен сос, ќе го измешате и ќе имате оброк. За крај ќе ставаме на цел грст босилек свеж. И ќе затвориме тегла. Ова ви е вашиот оброк, тестенини песто со малку томатини и босилек сос. На крајот ќе ви покажам како да го стоплите и тоа да го ставите во тањер. Продолжуваме со останатите оброци во тегла кои ги видите и ова е real time, навистина се готват за 15 минути. Нашите пиперки и печурки веќе се сготвија. Еве како изгледаат, топли се. Направивме од нашето, ги смативме нашите јајца и ќе ставиме баш убава количина омлет. Оставете простор, бидејќи омлетот ќе нарасне. Сето тоа убаво ќе го измешаме. И одат повторно во микро. 5 минути на висока температура. Додека нашиот омлет се пржи во микрото, ќе ви го подготвам последниот оброк. И последниот оброк кој ќе ви го подготвам за денеска, а повторно ќе биде во тегла, е оној блак оброк, односно оброк кој може да го користите за здрави вечери или за доручеци. Значи сваривме претходно јаболка, ги омекнавме, бидејќи сакаме да бидат како пудинг, односно кога ќе земете со лажицата да немате ништо крцкаво внатре. Ќе ставиме малку лимон, бидејќи не сакаме јаболкото да ја изгуби својата боја. Убаво ќе го промешаме. Веќе се подизлади. И ќе го ставиме на страна. Овој рецепт е практично само редење. Претходно сварив киноа. Киноата се вари исто како и оризот, 2:1 во вода. Не го засолив, доколку го подготвувате во солени јадења ќе му ставите соодветна количина на сол, бидејќи така ќе биде засолено и ќе ја поприми зачинетоста додека се вари. Јас го направив свежа, бидејќи сакам да биде она што ќе биде лебно во овој оброк, односно ќе ви даде сила и енергија доколку изедете само една тегла. Ќе употребиме неколку состојки, значи киноа, павлака, боровница и јаболки. За да го направиме сосот да не биде многу попријатен, во нашата павлака ќе ставиме убава количина на мед. Тоа ќе биде единственото благо и здраво во вашиот оброк. Ќе го измешаме. Доколку немате мед, може да употребите и шеќер во прав. Јас сакав денеска баш здрав оброк. И ќе започнеме со редење. Ставаме најпрви една лажица од јогуртот, тоест павлаката со мед.
Ставаме по 2 лажици киноа. Само за да ги редите состојките. Тука нема ни печење, ни пржење, ни ништо. Ставаме од нашите, остави малце да го прошараме, ќе ставиме малку боровинки. Да даеме боја. Слој на боја. Нема никој ред, апсолутно можете да го направите како што сметате дека ќе ви биде вкусно. Јас овој пат естетиката и дадов предност, бидејќи сакам средниот слој да биде баш теме. Омлетот е готов. Ставаме повторно на лажица јогурт. Јогуртот ќе попреми боровинката доколку го оставите да отстои. Истово можете доколку немате киноа да го направите со овесни снеголки. Одозгора ќе ставиме еден слој јаболка. Ќе притиснете малку доколку немате простор, бидејќи сакате да имате доволно за еден оброк. Можете да искористите најразлично овошје. Ако не сте фан на јаболка, ставете крушки, ставете праски летно време, ставете тиква, фантастична е во комбинација. И продолжуваме повторно по една лажица јогурт. Тоа е павлака, јогурт, кисело млеко, што сакате, само зачинете го со малку мед, една лажица боровинки, за боја и здравје. И на крај ќе здробиме по малку ореви. Значи по неколку, бидејќи сакате убави масни киселини. Оревите се многу здрави, богати со многу есенцијални масла, а и ви треба малку текстура да загризете. Јас имам тука околу 20 на грама за 3 тегли. Ги ставам од скора. Кажете ми дека не изгледа прекрасно. Доколку сакате повеќе, само во тегла поголема, продолжете со редење на слоевите, повеќе киноа, повеќе јаболка, неколку слоја боровинки, меѓутоа секој слој одвоите го со павлака, бидејќи ви треба кремаст доручек. Ете така. Нашите омлети завршија во микрото и последната постапка. Топли, внимавајте. Еве како изгледаат. Ќе им ставиме малку ренден кашкавал. Јас имам тука гауда, ќе ги притиснам за да се подгори. Било кој кашкавал што се топи, можете и моцарела. Омлетот е веќе сунгераст, прекрасен внатре. Ќе ставим оваа количина. И ги враќаме во редна. Уште 2-3 минути. Во микро, не вредно. Нашите омлети ќе завршат за 2-3 минути. Ќе ви покажам како се изгледа на крај. И се надевам дека ви убедив дека може да подготвите 3 оброци за помалку од 10 минути. Ова беше буквално реал-тайм снимање, не направивме ни еден кат додека снимивме и направивме 3 оброци, односно една паста, 3 прекрасни вечери или доручеци и 2 омлети. Се надевам дека ќе се осмелите да ги пробате во вашата кујна. Се гледаме за кратко. Нашите оброци во тегла се готови. Ви подготвив 2 омлети со прекрасни црвени пиперки и печурки, малку ги зачинивме со кашкавал, кашкавалот го подпекавме и јас ги затворив додека се уште топли, бидејќи сакам да ми останат свежи за до утре са бајле.
Потоа ви подготвив три оброци со мојата количина. Вие може да употребите повеќе количини, да направите многу од овие тегли кои ќе ги ставите во фрижидер и ќе стојат може да стојат до 3 до 4 дена, бидејќи состојките внатре ќе се конзервираат, и на крај ви подготвив една паста во тегла. Начинот на кој ќе ја сготвите оваа тегла, доколку сте на работа, може да го искористите оној принцип кој ви го објаснив за лазањите, доколку се сеќавате. Доколку немате микропечка, значи само ќе ја ставите во подлабок метален сад, ќе наполните барем до половина вода и ќе ја оставите 10 до 15 минути во рирна, еднакво да се згрее, при тоа ќе го отстраните капакот. Доколку имате микропечка, ќе ја ставите целата тегла, ќе го отстраните капакот, јас веќе тоа го направив. Претходно убаво ќе ја истресете за сосот да се измеша во тестенините. Многу е практично, многу е чисто и многу е брзо. И ќе ја историте. Ќе имате прекрасен оброк, а вашите колеги ќе бидат љубоморни, бидејќи сте направиле нешто пред да одите на работа. Се гледаме веќе во следната епизода на Маја готви.